Стартот на градежните работи на коридорот 8 само сеќавање на најавите. На автопатот Тетово-Гостивар два пати беше свечено кажано дека почнуваат градежните работи, но на терен само една табла и една дупка кои се неми сведоци на помпезните најави од владата. Камерата на Алфа не забележа никаква градежна активност, ниту пак поставена механизација. Она што ни беше кажано од луѓето кои постојано се движат на патниот правец, дека не забележале досега да се работи. Таблата која што го символизира камен темелникот на коридор 8 беше отворена на 4 април од страна на целата влада. Тогаш беше кажано дека дошол историскиот ден и дека стартуваат градежните активности. 2 недели откако ја открија таблата на 22 април, Министерството за транспорт и врски и јавното претпријатие за државни патишта се пофалија дека стартува реализацијата на договорот за коридор 8, ама наместо лопата видовме соопштение во кое стоеше дека стартувале подготвителни работи, снимање на теренот, подготовка за урбанистички проекти, основни проекти за да се отпочнат постапки за експроприација и проектирање. И после 2 месеци, главните актери во проектот Артан Груби, Благој Бочварски и Јеу Прустеми уште еднаш кажаа дека стартуваат подготвителните работи, каде треба да поминува алтернативниот пат. Овој пат донесоа една машина на терен и се ископа малку земја. Јас одговорно ви тврдам дека од денеска имаме механизација на терен, бидејќи имаме нов концепт на градба на патиштата, бидејќи тој стариот концепт што беше до сега. Ние сите сме сведоци колку трајат нашите проекти за изградба на патиштата. Каде е механизацијата која Рустеми одговорно тврдеше дека е на терен, останува нејасно. Прво што треба да се почне да се гради е овој алтернативен пат кој што се наоѓа странично од автопатот Тетово-Гостивар, кој ќе се користи додека траат градежните активности на коридор 8. Ова беше најавено на 1 јуни, кога владини представници дојда уште еднаш да означат старт на градежните активности, кога всушност започнаа геотехничките испитувања на земјата. За разлика од тогаш, денес нема ниту еден работник, ниту една машина на терен. Во моментов треба да се одвива првата фаза која се однесува на мерење на стабилноста и составот на почвата, а паралелно да се врши експроприација на земјиштето. Потоа треба да се гради страничниот пат кој ќе ги поврзува околните села со надвозници и подвозници, а постоечкиот автопат Тетово-Гостивар да се руши и да има нов автопат со 3 ленти.